Од Вашингтон ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Официјален Вашингтон му честиташе на новиот македонски председател Ѓорѓе Иванов настапувањето на функцијата. Повеќе од Ведран Андоновски. Соединетите американски држави му честитаат на председателот Иванов на инаугурацијата и со нетрпение очекуваат да продолжат одличните односи со Македонија под негово раководство, рече портпаролот на Европското биро на Стейт Департментот Марк Тонер во изјавата за Гласот на Америка на македонски. Американската влада смета дека особено охрабрувачки било да се слушне позитивниот тон на говорот на Иванов на инаугурацијата, како и неговата намера да работи во интерес на сите граѓани на Македонија. На барање да ја коментира изјавата на лидерот на ДПА Мендух Тачи, дека говорот на Иванов изобилувал со националистички формулации, Тонер го потенцираше американскиот став дека новиот македонски председател испратил позитивна порака. Не сум ги видел тие коментари, не сум ги видел медиумските извештаи. Наше мислење е дека говорот беше со позитивен тон, а особено повикот за јакнење на односите со сите земји во регионот. Конкретно фокусирањето на решавање на спорот со името со Грција исто така испрати позитивна порака, кажа Тонер. Портпаролот на Стейт Департментот не сакаше да ги коментира медиумските шпекулации дека САД размислуваат за назначување на специјален представник за Балканот. Во моментов не можам да говорам за тоа прашање, рече Тонер. Од другите вести, председателот Барак Обама вели дека фотографиите од злоставувани притвореници во Ирак и Авганистан не треба да бидат објавени, не затоа што се особено сензационални, туку затоа што ништо добро нема да се стори со нивно публикување. Обама на новинарите пред Белата куќа им кажа дека фотографиите биле предмет на истрага зашто покажуваат однесување што не се совпаѓа со правилата на однесување во американската армија. Тој рече дека луѓето одговорни за таков третман се идентификувани и по тоа е постапено. Обама исто така кажа дека побарал од неговиот тим правници да се избори за необјавување, затоа што е загрижен дека сликите ќе се одразат на безбедноста на американските трупи во Ирак и Авганистан. Американската унија за граѓански слободи изрази разочараност од ставот на председателот. А американскиот председател Барак Обама се обрати на студентите кои дипломираат на Државниот универзитет на Аризона. За класот 2009 тој имаше многу совети. Оваа генерација дипломира во време на економска неизвестност, призна Барак Обама, но побара таа да искористи пружената шанса да го направи светот подобар. Знам дека е тешко да започнете кариера во проблематични времења, но тоа е и привилегија, затоа што ваквите моменти причинуваат да се обидеме подобро, да појдеме подлабоко и да откриеме дарби што не сме знаеле дека ги имаме, да ја најдеме величественоста во секој од нас. Во говор типичен за церемонија на дипломирање, американскиот председател не се бавеше со политички прашања, туку првенствено се обиде да инспирира. Лидерите што ги почитуваме, бизнисите и институциите што се трајни, тие не се резултат на теснограда потрага по популарност или личен напредок, туку на посветеност на поголема цел. Во животот не треба да ве водат парите или славата, туку повисока кауза, им порача Обама на дипломците. Кревањето на појавноста пред суштината, на славата пред карактерот, на краткорочните добивки пред трајни постигнувања е токму она на што вашата генерација треба да му стави крај. Ова е еден од вкупно 3 говори што Обама ќе ги одржи пред дипломци. Додека лингвисти и истражувачи патуваат во оддалечени краеви на Африка да документираат јазици кои се во исчезнување, нашиот колега Барт Чарлдс, кој патуваше со нив, документираше и нешто друго. Палмовото масло, како неизбежен дел од исхраната, од културата, од животот и од јазикот на говорниците на Бом во Западна Африка. Одејќи кон Сампор, патот повторно води преку вода и копно. Водичи се Јемак Бандија и Джита Бана зборуваат на јазикот Бом, што само неколкумина го употребуваат во Сиера Леоне. Две жени собираат плодови за да ги однесат во градот. Велат најмени се за тоа.
Синот на собственикот, Муса Камара, се искачува на дрво да ги стресе. Сите брзаат да ги соберат паднатите. Джита Бана вели дека плодовите се сладки, на вистина ги сака, но не може повеќе да земе, зашто е стара. Вели, плодовите се... Тоа е местото каде плодовите се мијат, се варат и каде се вади маслото. Со ваѓање на плодовите се извлекува маслото. Джита ги вика децата, но прво на јазикот менде, зашто тие не зборуваат бом. Маслото е извадено и може веднаш да се служи. Така се собира палмовото масло, но се чува и јазикот. За заштита на оваа култура, децата се најголема надеж. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.